Гостиварската гимназија денес беше домакин на средношколскиот регионален надпревар наноматеријали, материјали на иднината, што го организира Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Своите проекти на различни теми пред професорите од факултетот ги представија 15 тимови од градовите Гостивар, Тетово, Кичево, Дебар и Македонски Брод. Целта е учениците да се поттикнат на иновации и да им се зголеми интересот за техничките науки. Нашето училиште за прв пат е домакин овој регионален надпревар. Чест и задоволствувам ние да ги причекаме сите учесници од неколку градови, тоест градот Гостивар, Тетово, Кичево и Македонски Брод. Се надевам на добри резултати од сите ученици и некои од овие идеи може да користат понатаму за развивање на науката и технологијата. Значи, се работи за една многу научно-популарна дисциплина, која што единствено сега и негова на нашиот факултет, кој што е факултет со традиција, повеќе од 50 години. Значи, има веќе нови насоки современи, меѓу кои една наноматеријали и нанотехнологии. Интересот на учениците е доста голем. Подоставените материјали што ги видовме се работи за многу интересно избрани теми од оваа област, со многу нови идеи. Она што цениме е начинот на изразување, структурата, својствата на материјалите, можностите за нивна примена и личните идеи размислување. Наноматеријалите се материјали невидливи за човечкото око или 1000 пати помали од влакно, а наоѓаат голема примена во електрониката, медицината, техниката, објасни професорот Лисички, потенцирајќи дека во нив лежи иднината на науката. Материјали кои што во редот на метарот е 10⁻⁹, значи материјали кои што дури не се гледат со долго, но при тоа нивните својства се многу поразлични од оно што го гледаме во макросветот. Како пример ќе ви дадам, например, сребрената вода, која што е веќе популарна. Се работи тука за сребро во нанодимензии, кој што покажува големи антибактериски, антивирусни својства. Значи, се работи за материјали на 21 век, во кои што обликуваат и биоматеријалите, кои што се користат како импланти, кои што се компатибилни со човечкиот организам. Значи, се работи за една револуционерна технологија која што влегува напред. Ова е втора година поред како се одржува надпреварот за популаризација на науката и техниката меѓу средношколците. Професорот Лисички вели дека младите презентираат интересни и креативни проекти, од кои може да се роди некој значаен пронајдок. Дури некој пат ние ги охрабруваме учениците, односно средношколците, за тоа да знаат, ако се во светот на фантазија, не значи дека една идеја или фантазија дека не може да се реализира и да излезе од тоа нешто како пронајдок или како некоја авторско право. Трите тима чии проекти жирито ќе ги избере како најдобри, освен парични награди, се здобиваат и со право на учество на републичкиот надпревар за наноматеријали.